Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Битола почна да врши превентивна систематска дератизација и дезинсекција на територијата на општините Новаци, Могила, Ресен и Демирхисар, како единствена превентивна мерка за заштита на населението од вектор преносливи болести. Во Битола пак во тек е постапката за спроведување на јавна набавка и прибирање понуди за распишување на овие две превентивни мерки. Во општината Демирхисар комплетно е спроведена првата фаза и дератизацијата и дезинсекцијата. Почетокот на месец јуни дератизацијата е спроведена во 2 дена и во текот на вчерашниот и денешниот ден се спроведуваат овие превентивни мерки со двете екипи, со двете наши теренски возила и посебната специјалната апаратура која имаме за УЛВ третирање во општините Демирхисар, Новаци и Могила. После ова следи период кога идната недела ќе спроведиме дезинсекција на територијата на општина Ресен како еден од туристичките региони каде што, да кажем, посебна грижа треба да се спроведи со оваа превентивна мерка. Од Центарот за јавно здравје Битола вела дека годинава очекуваат изголемена појава на комарци, но со цел уништување на ларвите на комарците ќе се спроведе и ларвицидно третирање на каналите кои се жариште за развој на комарците. Временските услови кои ги имавме со обилни водени талози, да речем, врнежи кои создадоа и застојни води, значи бари кои се услов за размножување и развој на комарецот. Така да годинава очекуваме. Велам, времето погодуваше многу климатскиве услови за развој на биолошкиот циклус на комарецот, така да освен овие превентивни мерки, мислам, во склоп на дезинсекцијата ќе спроведиме и ларвицидно третирање. Во некои од локалните самоуправи тоа е предвидено, меѓутоа и она каде што не го предвиделе во своите јавни објави во тендерите, ние ќе го спроведиме, значи како Центар за јавно здравје во сите општини, без разлика дали сме ги добили на тендер или не, пошто средства имаме од Министерството за здравство. Од Центарот за јавно здравје Битола предупредуваат граѓаните кои ќе забележат мртви глодари да не ги допираат, ниту фрлаат, туку да се јават во надлежната служба во нивната установа. Здравствените власти исто така апелираат пчеларите да ги заштитат пчелните зедници во периодот и неколку часа по спроведувањето превентивна дезинсекција и напоменуваат дека препаратот со кој се врши запрашувањето не е штетен за луѓето и животните, односно водата и почвата.